Јавното здравство останува без медицински кадар. Колапсот во здравствениот систем ја прели чашата кај здравствените работници. Го 8 септември, за само една недела ја напуштиле тројца доктори, анестезиолог, рентгенолог и лекар по трудова медицина и уште 7 искусни медицински сестри. Тие велат дека притисокот со обемна работа и ниските плати се главните причини за нивното заминување. Среќата за подобра иднина ја гледаат надвор од Македонија или во приватните болници. Здравствените работници кои што уште работат таму, велат дека во болницата владее тотално безредие, особено сега кога товарот врз оваа установа е огромен. Директорот Христијан Костов признава дека има проблем со одливот на лекари, но според него болницата се уште имала доволно кадар. Познато дека средно медицинскиот персонал лесно и често го напуштат јавните медицински установи кај нас во државата. Значи, тоа е еден динамичен процес, значи во колку голем дел ја напуштат и одат воглавно во Република Германија, во болниците во Република Германија. Доктори вака некоја бројка на заминување нема некоја голема бројка, имаме околу 245 вработени доктори, углавном се сите специјалисти. Може да има некој поединечно, нели, секој си го бара подобро место за работа, некој поединечни случаи, меѓутоа вака некоја поголема бројка доктори кои што ја напуштиле болницата нема. Но освен лекари, Македонија подолго време се соочува и со одливи на медицински сестри и останат здравствен кадар. Речиси во секоја болница има двојно помалку сестри од потребните за нормално функционирање. Загрижувачки се и податоците на Македонското лекарско друштво. Ако во 90-тите години во земјава имало 18.000 доктори, сега тој број е помал од 7.000. Состојбата станува алармантна, бидејќи миграцијата продолжува и секоја година во странство заминуваат по над 250 општи лекари и специјалисти. Незадоволни токму од платите и лошите услови за работа, неодамна пред Министерството протестираа и приватните специјализанти. Тие работат и дежураат за 26.000 денари плата без здравствено и пензиско осигурување.